Во собранието од утрово е колегата Петар Догов. Петар, председателот на СДСМ, порача дека за нив е неприфатливо кинувањето на пржинската влада. Што друго говореа пратениците на комисиите кои денеска се одржаа во собранието, ти ги следиш од утрово? Да, токму така, денеска долг, ама и тензичен ден во законодавниот дом при разгледување на прашањето за укинување на техничката влада, односно за измени во законот за влада. Имено амандманите кои што се поднесени од Демократската унија за интеграција, односно коалицијата Европски фронт за законот за влада, требаше да се најдат прво на Комисијата за политички системи и односи помеѓу заедниците, а подоцна и на законодавно-правната комисија, но наместо пратениците суштински да се зафатат со работа, односно да ги разгледуваат амандманите и да гласаат по нив, тие се расправаа процедурално, си довикуваа, бараа збор, но и се во делови малку и навредуваа при текот на почетокот на Комисијата за политички систем. Станува збор за комисија која требаше да се одржи уште напладне во 12 часот, но пратениците од Демократската унија за интеграција кажаа тогаш дека според нив нема услови за одржување на седницата на комисијата во салата со број 5 во собранието, немаше доволно место за сите пратеници, немаше столчиња за нив, а исто така се бараше и да се внесат во системот сите амандмани поднесени од интегративците и да бидат преведени истите. Тоа е работа за архивата во собранието, па мораше да се почека и беше дадена пауза од 1 час во собранието, а како течеше атмосферата при почетокот на Комисијата за политички систем, гледаме во продолжение. Колега пратеник, ве разбирам, тоа не е по моја волја. Во моментов се одвиваат комисии во сите условите кои што воспоставете ред. Констатирам дека предлогот на пратеничката Јованка Тренчевска не е усвоен. Воспоставете ред. За продолжението ќе ви известиме накнадно, а во меѓувреме, ако има просторни услови, ќе закажеме во друга. Срамота, срам да ви е. На цело мнозинство срам да ви е. Да, овие случувања на комисијата се одвиваат еден ден од како пратениците дадоа глас за, односно изгласаа потребата за донесување на измените во законот за влада, со што практично би се укинал моделот техничка влада, воведен од пред една деценија, односно пржинска влада, кој што е донесен со консензус и меѓупартиски договор помеѓу 4 најголеми партии. Токму во насока на сето ова се забелешките на лидерот на опозицијската СДСМ, кој што уште вчера порача дека бара власта итно да ги повлече измените, а денеска отиде и чекор понатаму, па упати ултиматум до премиерот Христијан Мицкоски и кажа дека ако власта не ги повлече измените на законот за влада, тогаш СДСМ ќе ги повлече своите пратеници од работната група која што работи на реформи на изборното законодавство. Ја гледаме изјавата на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Доколку денеска овој закон помине на комисија и власта продолжи да ја тера собраниската процедура, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за работа на изборниот закон. Овој закон за влада и укинување на пржинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да, токму забелешките од социјалдемократите се суштински, забелешките од Демократската унија за интеграција се процедурални, а одговорот од мнозинството беше упатен токму кон СДСМ. Имено пратеникот Антонио Милошовски кажа дека СДСМ се противи на измените во законот за влада и се противи на укинувањето на техничката влада, затоа што според пратеникот Милошовски раководството на социјалдемократите бара алиби за идните изборни неуспеси. Според него и според неговите гледања на работите, кога и да се одржат избори, СДСМ би биле губитник, па токму поради ова и е противењето на Филипче и раководството на СДСМ за овие измени кои што ги поднесе владата. Гледаме изјавата на Милошовски во продолжение.
гледаме дека СДСМ намерно бойкотира и ми изгледа дека си прави алиби за следниот пораз. Знаат дека би доживеале пораз и на следни избори, без разлика кога и да се одржат, и сега треба да се создаде клима дека не е виновно раководството на СДСМ, дека се виновни некои закони, некои технички услови, некои флоскули кои што ги слушаме во изминативе 2 години откако господинот Филипче е начело на политичката партија СДСМ. И само да напоменам дека измените во законот за влада се поднесени од страна на владата со образложение дека така ќе се обезбеди правна сигурност и стабилност и дека со тоа ќе се овозможи да се заштити интересот на јавноста со заокружување, доследно заокружување на сите реформски процеси со кои што се зафатила владата во целиот свој мандат. Инаку на комисиите денеска, освен измените на законот за влада, се наоѓаат и измените во законот за пратеници со кои што ќе им се забрани на пратениците да имаат двојно државјанство, а СДСМ интервенира со амандмани и во делот на сето тоа тие ги поддржуваат измените во законот за пратеници, но бараат истото да важи и за министрите кои што се дел од владата, но и за сите други именувани лица. Комисијата треба да продолжи со работа, Комисијата за политички систем треба да продолжи со работа во 16 часот, ќе видиме дали повторно ќе има некакви процедурални забелешки и дали конечно пратениците ќе се зафатат суштински со работа. Ќе следиме како ќе се одвиваат работите, па известуваме во наредните информативни изданија.